прави, потоа двајца македонски натпреварувачи, Бехар Мамути и Басри Јусуфи. Мамути славеше против Кесо Скугор од Хрватска во протоколо, а исто така и Јусуфи бил подобар од Скугор во утринските надпревари, он е предпладневни надпревари, така што ова е вистинско финале. Двајцата имаат по една победа и сега очекуваме минута меѓусебна борба да го даде победникот во категорија минус 79. Тука гледаме дека ги имаме и хрватските борачи, порано не беше својствено да бидат дел, и овие борачи идат од Сплит. Така. И тоа е клубот сега што работи во слободен стил. Србија ги имат Крагуевец, каде што така малку повеќе работа со слободен стил, и Белград, меѓутоа вика обидите за слободен стил почнуваат од Сплит. Така да од таму ни се всушност таа репрезентација на Хрватска моментално. Инаку во борење грчко-римски стил се едни од подобрите. Далеку подобри, во тој дел, и српските представници пред се оние клубови од Војводина. Традиционално таму биле квалитетни, да. Војводина имаше многу квалитетни борачи. И сега. Да. Суботица, Сомбор. Интересно, досега не видовме борба да заврши го до крај, што се вели сите со технички туш, што значи еден од борачите беше доминантен, иако се ова условно речено финални надпревари, или пак трето коло кое што решава во некои борби. Така да, интересно е она што го гледаме, дали ќе дојдеме до некоја борба да се отвива до самиот. Очекувам ова борба да биде така малце по-квалитетната, познавајќи ги борачите, постои некој ривалитет и меѓу нив на македонско ниво. Така да мислам дека и тука може би да биде интересно. Да, или да видиме борба во која што двајцата освојуваат поени, па да биде егал во голем дел од самата борба. Имаме промена на генерации, прилично млада една возраст е, и нормални да се можеби и такви и борбите и овој однос да го има. Впрочем, моментално и Егоров го немаме, не дојде, не отпатува, тој се подготвува за медитеранските игри ова година. И така да тој направи исклучително многу добар квалитетен резултат, ова година постигна силен резултат. Еве тој Черек што го викаме, влез за нози на Јусуфи. Да, и освојува поточно Мамути, зема 2 поена. А Јусуфи се обиде да контрира со Черек. Еве го пак тој Ауфрайзер. Еве реков таа опасна позиција кај Ауфрайзерот. Бидејќи јас го работев, тоа ми беше и како специјалка се случуваше. Мене да ми се случува, меѓутоа имам на многу борачи. Така да треба многу внимателно да се работи. Значи, исклучително многу ефикасен, ефективна техника, меѓутоа дава простор за контри. И треба да се подготвен, и во моментов кога па се испотени при крај на борбите, дека тогаш веќе е малку поопасно. Значи може да се лизни, да се излизга. Еве гледате тука ситуација влез за нози, мелница, тоа е карактеристично. Неколку тие техники можеби се клучни во. Пак уште една. Сега во многу пополна позиција, веќе 5 поени, откако дојде зад противникот, сега во обид можеби за контр направи. Јусуфи направи, влезе, не ја дозаврши акцијата, остана долу и поентираше Мамути. Сега 5-0, 3 минути 20 на секунди до крајот на борбата. Ќе успели да освои поен Јусуфи, па може би тоа да ја врати неговата самодоверба. Ќе видиме, постојано се обидува, но добро неговиот противник ескивира. А во меѓувреме и контрира и освојува поен. Дојдовме до полувреме. Да. Прв пат во денешните надпревари. Иако споменавме колку е престижен овој турнир, во голем дел од историјата тука настапувале наистина светски познати имиња. Зборавме таму за 70-тите, кога почнаа 77-та година во Струга, пота 80-тите, можеби најплодните години на боречкиот бистер. 90-тите
се уште се држеше тој ритм. Пред кога со вас зборувавме, кога кажувавме зошто и кога се одржува на бисерот и зошто е вака врз основа на календарот пред се на Светската федерација, на Европската, па нашата согласено со студентот. И тоа сега имаме промена на ниво на светско борење, значи борењето малку стана подинамично. Се организира во едни други периоди. И така да мислам дека овој термин кој што ние сега го имаме е нешто што со години значи на почетокот на јуни го организираме. Меѓутоа можеби треба да се бара некој друг термин, некој друг период. Можеби да биде во есенскиот дел каде што да е поповолен за како контрола и подготовка за некој голем надпревар. Рековме веќе сега делот репрезентациите се во фаза на подготовка за своите домашни првенства, за медитеранските игри кои следуваат, за светското првенство кои следуваат и сите други тие континентални првенства кои ги има тука по Европа. И сега нив им е многу поважно таму да настапи отколку да дојде тука. Така да можеби тука е само проблемот. Треба да се бара начин да се реши, да се најде тајмингот. Да, а да се искористи традицијата и сите овие големи имиња, резултати, за да можеме да доведеме, да се донесе, да. Впрочем и друго, за да донесеш репрезентација, да речеме да имаме уште 50 на борачи плюс на овие што ги имаме сега. Кошта и пари. Да. Треба да видиме дали имаме можност ние тоа да го направиме. Обично сега скоро на сите надпревари имаме ние и награди. Да. Гран при надпревари се буквално се тамо сега како да кажам, до 500 до 1000 евра, можеби не се многу, меѓутоа некој обид е да мотивираш некој да сака да настапи. А се ние моментов нема таква можност и тоа е веќе и тоа е предизвик. Значи во идно време мора да се најде начин да се менуваат работите. Спортот е многу важен, борењето исто така, меѓутоа мора да се професионализира. Да, 7-2 во меѓувреме, да, само да напоменеме резултатот, се уште минута и 40 на секунди до крај, значи, да, добро беше ова претходна. Значи, ова што се случи 7-2, тие 2 по 1, Мамути влезе, контрираше Јусуфи и тука 2-2 добија. Сега пак уште една акција на Мамути. Уште еднаш, 9-2. 9-2 и се е многу близко, недостасуваат уште 3 поена во однос на конечната победа. Се гледа дека дел од техниките ги направија према со контри. Значи не оној кој што ќе тргне туку, оној кој што знае да го чека вистинскиот момент кога да го искористи. Има такви борачи, контраши. Чека цело време, и буквално те чека, ти блегуваш за нога, мора да знае, значи борач мора да знае да контрира, некој да знае да фрли техникот од згоре, да поентира, да знае да тушира. Тоа мора да биде комплетен борач во светот. И тоа се млади борачи доправо и мислам дека овој ќе биде голем стимул за нив. 50 на секунди останува до крајот, обид на Јусуфи да направи нешто. И гледате како се поставува Јусуфи сега, значи го бара од згоре, значи тој пробува сега некако да се скопча за да поентира, бидејќи по поен ако ги собере, тој нема време да направи акција. Да, му треба акција со ефективна. Гледате се горе. Пробува тука да направи. Да, поглед на семафорот, добра, има контрола врз ситуацијата Бехар Мамути. 20 последни секунди, успеа повторно да контрира. Тоа што го зборувавме, значи недоволно силен во влезот, тој го контрира и да. Дека немаше ни мотив за на 10 секунди до крајот. И оваа борба завршува, меѓутоа траеше убедливо најдолго и беше условно речено најрамноправна. И оваа борба со прекин во корис на Бехар Мамути.